Денеска заедно со лозарите и представниците од винарските визби го празнуваме и славиме виното, заеднички ќе ги закроиме лозјата и ќе го значиме почетокот на новата лозарска сезона. Ми представува денеска чест што заедно со премиерот Оливер Спасовски да го посетиме Тиквешкиот крај и да бидеме дел од одбележувањето на овој убав празник. Денеска го славиме нашето македонско вино, нашиот бренд и белег по кој сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентна во светските рамки, мора да се вложува во лозарството. Ова исконска земјоделска гранка има огромна традиција на обстојување на овие наши балкански простори, а посебно во нашата земја. Изминативе 2,5 години, како ресорно министерство, интензивно работевме на развојни мерки за ова наша стратешка гранка, како и на навремена и неселективна исплата на субвенциите, тогаш кога им беа најпотребни на лозарите. Затоа, нашите мерки за развој на винската индустрија веќе се познати и даваат резултати. Македонското вино станува бренд и се повеќе препознатлив. Вкупното производство на виното се движи околу 115 милиони литри, од кои приближно 80 милиони литри завршуваат на пазарите надвор од државата, од што годишниот девизен прилив изнесува околу 50 милиони евра. Македонските вина прават сериозен пробив на европските и странските пазари и тоа е добро за нашата економија и за афирмација на нашата земја. Расте извозот на вино во шише, а паралелно и наградите на македонските вина на меѓународните сајми. Во периодот што следува, повеќе ќе вложуваме во промоција на македонските вина на меѓународните пазари преку мерките од новите програми во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Лозарството е стратешка извозна гранка која мора се развива и унапредува. Како влада покажавме голема грижа за лозарите и за решавање на сите проблеми. Нам ни е важно лозарите да продолжат да произведуваат квалитетно и убаво грозје и ова година пред новата реколта исплатени се субвенциите за одржување на лозови насади, за да можат лозарите навремено да ги извршуваат агротехничките мерки. Ги вративме парите кај лозарите, решивме еден наследен и долгогодишен проблем, а тоа е ненаплатениот долг од неколку винарии, што представува блокада за лозарите. По овој основ досега се исплатени над 100 милиони денари. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да го честитам нашиот православен празник Свети Трифун и да посакам успешен почеток на новата производствена сезона.